Сиромашката баба со кокошката што му ја изеде богатиот. Чита Александар Станојков. Една баба сиромашка си имала една кокошка. Таа ја беше челат, таа ја беше сета стока. Очите ја беа во неа, чунќи секој ден носела по едно јајце и со тоа јајце си ручала и си вечерала. До куќата од бабата седел еден богат човек. Тој бил многу тамачар и многу завислив, да не видел нешто арно од друѓега и да не му го земи. Една вечер паднале на муавет богатиот со жената си за кокошката. И ние имаме кокошки домаќине, ама пак баба што има една кокошка, ами јајце како густино со две жолчки. Ете, таа кокошка е кокошка и пол. Море молчи да каква кокошка имала бабата, а? Ами зашто ти не си ми кажала мене досега му жено, но ти таква кокошка имала бабана, за да си ја земам? А? Трај ти сега ти, јас ќе си ја клавам враци и ќе си ја земам, ја рекол. Море арно да ја земиш, ама ако те сети после кај ќе бегаш? Ајде да речи ме нема да те сетат. Ами ли е греота да му ја јадиме на таа сиромашка кокошката? Му рекла на маже жената. Джанам, само ако ја клавам врака јас да ти ја кажам, не се греот, е рекол. За пакос, во тие зборови, беше ја потерал кокошката некој петел и беше прелетала у богатиот. Едно ја видел и ја врлил неколку зрна царевка да ја подложи и ја ватил, да ја заклал и си ја изел. Чекала сирота баба вечерта, да ја дојде кокошката, не ја дошла. Тргнала утрото да ја бара по комши, тука, тамо, не ја нашла и се вратила дома оскорбена, веќе вармак беше се сторила. Одмака што ја беше, извајала шамијата од главата и застанала пред икона и почнала да ја се моли на Богородица. Богородице, мајчице, тој суди и пресуди го тој што ми изеде кокошката, што ми носеше по едно јајце на ден. Ти како знаеш, така суди го. Секоја вечер, која ќе седела да вечера и да се моли пред икона, се така се молела, а пак никако не беше проколнала. Бидејќи праведна се била бабата, ја послушала Богородица и го накажала богатиот. Сите перди од кокошката беше му никнале по сурато и по целата снага. Кога се видел богатиот образ на сиово пердои, многу беше се уплашил и се устрамил и се затворил дома. Ѓоа бил болен и ѓоа му било нарачано деќи му да не прибира луѓе. Ватил пердуите да и корни, арно ама многу болеле, и зел да и остригол со ножици. Арно ама брго па му никнуле. Де мореалде? Тога и дури сетил богатиот и било греота да јади туѓа кокошка. Мнози непријателе сакале да одат да го видат, арно ама не и пуштала жената му да го видат, обраснат со пердуи. Од кога видел ти не може да кортули се од пердуите, се повикал еден стар и верен пријател да се исповеда на него и да бара некој крај. Отишол пријатело при богатиот и од кога разбрал што му никнале, се наватил тој да му исотри пердуите. Трај си, пријателе, му рекол пријателот. Јас ќе одам при бабата и ќе ја праша и ќе ја направам да ти паднат пердуите. Отишол при бабата пријател една вечер и од кога се конуштисал ја прашал: "Што чиниш, бабо, како си, како живееш?" "Оф, море брате, не прашај ме како живеам," му рекла. "Со мака голема." "Ама нешто стока немаш, бабо?" ја рекол. "Никаква стока неам, брате. Сета стока што имав ми беше една кокошка што ми носеше катаен по едно јајце и пред 10 дни некој ми ја изеде. Господ да го суди и да му плати." Така му рекла. Иди, бабо, со Господа го суди. Или велиш и друга кокошка ако имаш па ќе ти ја изеде?" ја рекол тој. "Ами за него клетви беломорски да му даваш, да го ватат и да страда од грло, да не му текне уште еднаш да јади туѓа кокошка." Од која ислуша тие збори бабата од човекот, се планав со сирота баба и од кај што не знаеше и не ќеше да колни, се направи да колни. Секое ручење кое ќе текнало за јајцето од кокошката, се ќе го колнела тој што ја изел. "Да би срце го изело тој што ми ја изеде кокошката, за да немам едно јајце да си ручам и да вечерам." Ќе кренела трпезата,
па ќе проколнела. Камо ми е кокошката да си колни трошчиве, да би ајр не видел тоа што ми е заде убавата кокошка, колку трошки падна на земја, толку струпје и рани да отвори на снагата. Кога почнала да колни сирота баба, забораила да ја моли Богородица таа да го накажи. Со прво колнење почнале да му паѓаат пердуите. Бабата колни, пердуи паѓај. Бабата колни, пердуи паѓај. Така куртулисал пустио богат од тие проклети пердуи. Кога се виде чист богатио, се израдувал и е пратил на бабата 10 најубави кокошки да ја плати за пакозо што ја го сторил.